Детонит Плачковица помина низ успешни зимски подготовки и подготвен влегува во пролетниот дел од втората лига, но и во четвртфиналето од Купот на Македонија. Радовишени заселени со неколку нови фудбалери ќе целат кон што повисок пласман на табелата во втората лига, а штипскиот стратег Горан Здравков ни изјави дека неговиот тим имал успешни подготовки, вели дека имаат квалитет за повисок пласман на табелата. Во однос на надпреварот од четвртфиналето од Купот на Македонија против Силекс, наместо во Радовиш ќе се игра во Кратово, бидејќи во Купот од четвртфиналето започна да се спроведува ВАР технологијата. Бидејќи ВАР нема имплементиран на стадионот во Радовиш, овој меч мора да се одигра во Кратово. А зашто Здравков како тренер се извинува до сите навивачи и ги поканува сите кои се во можност да присуствуваат во Кратово. Имавме одлични зимски подготовки, донесовме неколку млади талентирани засилувања. Задоволен сум од ангажманот на моите фудбалери и начинот на кој се одвива подготовките. И видливо беше подигањето на формата, како и напредокот низ одиграните пријателски надпревари. Сметам дека поседуваме квалитет и очекувам во пролетниот дел од сезоната нашата цел да биде завршување што повисоко на табелата. Верувам дека имаме капацитет тоа и да го ствариме. Не очекува првиот пролетен надпревар на домашен терен против екипата на Големо Коњари веќе утре. Како и на секој надпревар влегуваме со максимална почит кон противникот, без разлика на позицијата на табелата. Ќе го дадеме најдоброто од себе, со јасна цел, освојување на 3 бодови победнички старт во 2026 година. Очекувам моите момци на секој надпревар да го дават својот максимум во остварувањето на зацртаните цели. Во однос на надпреварот против Силекс во четвртфиналето од Купот на Македонија, за жал, нема да можеме да го одиграме во Радовиш. Причината е што градскиот стадион во Радовиш не ги исполнува условите за имплементација на ВАР технологијата, бидејќи од четвртфиналето во Купот започнува задолжителната примена на ВАР. Надпреварот сме принудени да го одиграме во Кратово. Воедно, сакам јавно да им се извинам на навивачите и подржувачите поради тоа што нема да можеме да настапиме на домашен терен. Ги повикувам сите што се во можност да дојдат во Кратово и да ни дадат поддршка од трибините, со надеж дека заедно ќе се радуваме на нова победа и ќе израдуваме спортската јавност во Радовиш. Вели Здравков, пролетниот дел Детонит Плачковица го отвора против Големо Коњари на домашен терен веќе утре.